Почитувани граѓани, почитувани медиуми, ова писмо е доказ за злоупотреба на позицијата вице-премиер и искористување на државните ресурси во политичката кампања на Социјалдемократскиот сојуз. Имено, Фатмир Бетики, коносител во изборната единица 2, на 29 април 2024 година, испраќа писмо злоупотребувајќи ја својата позиција како вице-премиер и неговата обврска да работи за компаниите и бизнис секторот. Бетики упатува апел и директно вели, дозволете ми да цитирам: "Го барам вашиот глас", а при тоа потенцира дека го водел секторот кој помогнал со финансиска поддршка од над 100 милиони евра. Потенцира дека за да продолжат овие позитивни политики за поддршка на бизнисот и во иднина, цитира дел од партиската програма за изборите, во која ветува зголемување на овие средства во износ од 180 милиони евра. Бетики директно во ова писмо бара и лична поддршка гласајќи за Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата Европска иднина, наведувајќи го и редниот број на гласачкото ливче. Почитувани, ова представува злоупотреба на службената положба и овластување согласно член 353. Имено, според овој член е наведено дека службеното лице, кое со искористување на својата службена положба или овластување, ќе прибави за себе или за друг некаква корист, во овој случај тоа е политичка корист преку директно барање за поддршка за бројот на гласачкото ливче под кое се наоѓа коалицијата од која самиот Бетики е дел. Бетики извршил злоупотреба на службената положба затоа што како вице-премиер, кој одлучувал за доделување на помош на компаниите, им се обраќа истите да го дадат гласот за него, поради помошта која им сплатена од негова страна, како вице-премиер на влада, и дека истата ќе се зголеми доколку се добија поддршката. Дали со ваквиот чин Бетики создава притисок на компаниите кои добиле државна помош и заради истата тој бара тие да гласаат за него. Ова е преседан од невидени размери, зашто очекуваме не само извинување од Бетики и Социјалдемократскиот сојуз, туку и Државната комисија за спречување корупција да покрене случај против ова. Времето на злоупотребите на државните позиции и условувањето на компаниите и граѓаните завршува на 8 мај. Компаниите да не се плашат и да не подлегнуваат на притисоците од Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ. По 8 мај, сите кои вршеле притисоци ќе се соочат со одговорност. Ова време завршува. Време е Македонија да ја вратиме на народот. Време е Македонија да биде повторно твоја. Ви благодарам.